денешен ден во 1742 година почина англискиот астроном и геофизичар Едмунд Хали, директор на обсерваторијата Гринич и кралски астроном, по кого е наречена Халеевата комета. Тој прв утврди дека кометите забележени во 1551, 1607 и 1682 година се исто небесно тело и го изработи првиот каталог на светли ѕвезди на јужното небо. На овој датум во 1784 година Соединетите Американски држави го ратификуваа мировниот договор со Велика Британија, со што формално заврши Американската војна за независност. На денешен ден во 1809 година Англија и Шпанија склучија сојуз против францускиот император Наполеон I во рамките на пошироката европска борба против неговата доминација. На овој датум во 1867 година српската влада и бугарскиот револуционерен комитет во Букурешт склучија договор за создавање заедничка српско-бугарска држава во рамките на борбата против Отоманската империја. На овој датум во 1897 година е роден историчарот Васа Чубриловиќ, учесник во Сараевскиот атентат од 1914 година и подоцна истакнат научник и политичар во Југославија. На денешен ден во 1898 година почина англискиот писател и математичар Луис Керол, автор на светски познатите бајки Алиса во земјата на чудата. На овој датум во 1907 година разорен земјотрес го погоди Кингстон, главниот град на Јамајка, при што загинаа околу 1000 луѓе. На денешен ден во 1941 година е роден Милан Кучан, словенечки политичар и прв председател на независна Словенија, кој одигра клучна улога во распадот на СФР Југославија. На овој датум во 1943 година во Казабланка започна конференцијата на сојузничките лидери Рузвелт, Черчил и Гол, на која беше донесена одлуката за безусловна капитулација на силите на Оската. На денешен ден во 1953 година Народното собрание на ФНР донесе уставен закон со кој се воведе самоуправниот социјалистички систем, а Јосип Броз Тито стана првиот председател на Сојузниот извршен совет. На овој датум во 1957 година почина Хемфри Богарт, легендарен американски актер и добитник на Оскар, познат по улогите во Казабланка и Малтешки сокол. На денешен ден во 1969 година беше извршено првото спојување на вселенски летала со човечки екипаж во орбитата на Земјата со мисиите Сојуз 4 и Сојуз 5. На овој датум во 1991 година почина српскиот филолог Михајло Стевановиќ, автор на капиталното дело Современ српско-хрватски јазик. На денешен ден во 1991 година во Тунис беа убиени тројца блиски соработници на Јасер Арафат, меѓу кои и Абу Ијад, еден од основачите на ПЛО. На овој датум во 2003 година 10.000 кипарски турци излегоа на протести во Никозија, барајќи крај на долгогодишната изолација. На денешен ден во 2004 година беше уапсена Рита Алгранати, членка на терористичката група Црвена бригада, поврзана со убиството на Алдо Моро. На овој датум во 2008 година почина шпанскиот поет Ангел Гонзалес, еден од најзначајните автори кои се спротиставуваа на режимот на Франко.
На денешен ден во 2009 година почина хрватскиот скулптор Душан Џамоња, автор на бројни монументални споменици. На овој датум во 2009 година суд во Париз ослободи 6 лекари и фармацевти обвинети за смртта на деца лекувани со хормон за раст во 1980-тите. На денешен ден во 2010 година почина американскиот пеач и текстописец Боби Чарлс, автор на хитови кои оставија трага во рок и поп музиката. На овој датум во 2014 година во бродска несреќа на Нил загинаа околу 200 луѓе, кои бегаа од вооружениот конфликт во Јужен Судан. На денешен ден во 2016 година македонскиот премиер Никола Груевски поднесе оставка за формирање преодна влада, согласно Пржинскиот договор, со цел подготовка на предвремени парламентарни избори.